ова фиестиче е многу убаво количе. Новата епизода од 1 на 1 започнува сега. Здраво, продолжуваме со уште една епизода од 1 на 1 специјалите. Завршивме со оние студиски епизоди, нели? И ви благодарам за сета поддршка, за тоа што доаѓавте да бидете гости во публика, што не гледавте цела сезона во толку голем број пред телевизорите, таблетите, мобилните, секогаш кога имаме нова 1 на 1 епизода, одново и одново е докажано дека сте број 1 публика. И затоа денес ви подготвивме нешто специјално. Сега сме во Влаје, тоа е населбата што за мене можеби најубава во Скопје. Тука сум израснат, тука сум играл, буквално сум учел онда, тука е училиштето Димо Хаџидимов. Тука сум се дружел, онаму е автобуската од каде што два пати неделно секој вторник и четврток дедо ми ме носеше со 12-ка до МРТВ, каде бев член на детско драмско студио и научив што е микрофон, што се медиуми и така натаму. Онаму добив прва корпа од девојче, онаму втора, тука на онаа клупа на кај што седат тетките, таму негде 6-7 корпа ми дадоа. Како и да е, многу убави и неубави работи имало во Влаје, некои работи се останати исти, некои си се променети, например го нема веќе кошот во Порта Влаје на кој што играв и кај што мислев дека можам да станам кошаркар еден ден. Истиот тој кош кај што паднав со глава директно на плочки и си ја пукнав аркадата. Убави и неубави работи, сакам да кажам. Но многу поубави работи отколку неубави. Меѓу поубавите е сите луѓе кои што се тука во Влаје, кои што се одлични. Денес ќе зборувам со двајца од нив. Двајца од убавите луѓе во Влаје. Човекот број 1, не ми е само пријател, тој е пријател на цела Македонија. Тој цел мој живот е еден од најблиските соседи што ги имам, од секогаш бил и најинтересен човек во малото, буквално маскота на мало, идол на повеќе генерации македонски, жива легенда на македонската телевизија и радио. Зборувам за the one and only Бубо Каров. И тука ќе биде еден негов пријател, голем пријател, многу близок сосед, ги делат само пар куки, се вика Стево. Стево има кафана со одлична храна и неретко таму го јадам мојот ручек, и не само ја, горе-доле и сите од маркетинг агенцијата и продукција еден на еден, бидејќи канцелариите ни се многу блиску со кафаната. Сега ќе одиме токму кај Стево, во куќа за храна 109, каде што тој е веќе седнат со Бубо и ќе си направиме еден мераклиски муавет, а кој знае, можеби и Стево ќе почасти нешто. Некој ребренце, например, не знам. Ќе видиме, ај. Ако ќе видам камери, ми се враќа филмот. Бакли. Го знаеш стариот Бакли? Не го знае. Бакли го знае ли некој од вас? А? Ти го знаеш. И Бакли задните 4 фикуса работеше со нас. Човекот работел цел живот да не оде негде, дека се забавија со нас. И Томче. Бакли прво што дечки, снимаме, гаси сите телефони, ве молам. Нервозен маго. Сите телефони. А он не знае да го угаси некога. И гаси ми сите телефони, не му ретко му звони, не му жена му звони. И му звони телефонот и пи***ку материн у некој телефон звони. И звони и тоа ми га Бакли, твојот да не бе. Грешка си извинал. А томе му звони. Пак се. А у пи***ку матер гаси телефони, гаси све. И му вика овој, стави го ти твојото торба. И он ќе земе неговото торба, ќе го стави. Ајде, акција дум, идеме, Том спремно, динг, Томе пак телефонот. А на Том ќе му текне сам да се... Да, и му врти на пак. И му вика, Бакли, угаси го бе. Сам ќе се угаси. Гледате 1 на 1 сезона 8. Вечерашни гости Бубо Каров и Стево. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Две прашања, Бубо, едното ти е лесно, другото ти е тешко. Од кога го знаеш Стево е лесно и зашто ти е Стево толку битен? Тоа мислиш дека е тешко? Да. Затоа што е најбитен. Најбитен? Ако е најбитен, се знае, така? Лесно е. Од кога се знае? Стево ми е себе мене у живот. Така? Чим ти е преко една куќа, ти е прв комшија. Ако не ти е прв, ти е 1,5 комшија.
Тоа е прва работа. Втора работа, од кога отвори кафана, ми е Ептен битен. Знаеш, се исто е дали ќе речеш ептен близок или ептен близу. И двете работи се. И двете се точни. Така, у секој случај ми е најбитен. А кога се запознавате с него? Прв пат. Доста одамна, 88, а од 89-та Интензивно. 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 Тие година дена шо? Ја градеше куќата ли? Не, он беше за женет, па таа година посвети на жена му. И после више си теравме ние по нашки, по машки. По машки кафанчиња ваму таму. Чека, значи ти доаѓаш 87-ма тука, у Малово. Види, Жаре, ја дојдов на печалба, сите одеа Германија, Франција, Италија, не одеа преку океанот. Ја до Скопје успеав да стигнам на печалба. И дојдов тука и нормално е да се удумиш некаде, нели? Нормално. И дојдов да купивме прво стан, не научени стан, на трети спрат ни се врти у глава. На кој ќе погледнеме од тераса надолу, мислиме дека на месечината сме качени. Си кажеш бегам многу високо. И доаѓам у влаја, жена ми најде на барака и доаѓам у влаја, гледам бараката ми се свиđа и сега да најдеме телефон, да му се јавиме на луѓето, на газдите и шетам по улицами и еден чичко ми вика, шо бараш бе момче? Викам, добар ден, барам од газдиве, од баракава телефон, повели седни тука. Седнав, ми сварија кафе. Може ли да ми дадете телефон од чичко Славе? Нема проблем. Олга, настева мајка му, тетка Олга, мојата втора мајка. Така. И се обрече чичко Пенчо. Настева татко му. Да. Олга, донеси го тефтера да му го дајме на дечко од телефонот. Искача тетка Олга. Ме слуша по муабетот, влечам на кај Кавадаречки, а она од Градско. Тука не е муабетот некаде. И вика, од кои луѓе си ти, од која фамилија, од Кавадар си? Викам, од фамилија голема сме у Кавадар си. А Каров си ги знаеш ли? Викам, ги знам. А Илија го знаеш? Викам, Илија ми е татко. И почна да плаче. Бабе гушка. И викам, шо е работа? Па ти не знаеш, вика, за време војната. Ти знаеш кај си дојден? У Градско, вика, живеевме у ист двор. А јас знам дека моите живееле во тој период, меѓутоа не знам дека баш се луѓе. И толку случајно се најдов и од тој момент сме. А Стево кај беше у случкава? Фудбал играл него? Не, Тебе те нема. Стево гледаше. Откажаме под фудбал више. Стево гледаше Вале како игра ракобет. А, така Да. ли? Оти само на физкултура можевме да видиме, знаеш, од тука надоле кој како изгледа на време. Јас сум за тоа експерт. У Кавадар си живеам у Црквинското мало, Црквинското мало, значи дека и гимназијата и црквата се едно до друго. Тука е. А у гимназијата сала немаше. Надвор треба да игра. Мора на физкултура у шорт да се совлече. А Црквинското? И жена ми зашо најмногу ме приближи, можеш ли да претпоставиш? Никад не искачаше на физкултура. Викам, ова морам да видам у шорт, па што сака да ги видам. Овие други ги знам. Да. Али важеше едно правило, одбирај со очи, не со раце. Така. А Стево, и дошљак ви стана бубо? Дошљак. Се за жал, повака комши збора, ту што е дошљак, како е 30 години од после уште. Да, и праша да кога бе колку? бубо? 44 години. А тоа му е границата? Да, после ќе биде домаша. Треба цагер да направиш сега стар 44. Сега више стар дошљак, да. Али тука стварно се осеќам као да сум живеал цел живот. Као тука да сум се родил. Мислам, не баш тука, онаму на куќа. Место да си го осеќаш така или шо? Или... Не само местото. Прво ево, во е многу битен момент. Значи, тетко Олга и чичко Пенчо, буквално ни се втори родители. Не се зезам кој кам, ни ги чуваат децата, не прашува, ако сакате да излегуете, само јавите или кога сакате, ќе дојдат, ќе ни овозможат да отидеме у кино, да излеземе со друштво. Е добро пример и кod Дачо, синовиве твои, ги чува, да речеме, Пенчо и баба Олга сега како, нели? Да. И си ги гледат како баба, дедо, и валјде и финти им правеле како да им се баба, дедо, а? Па нормално се сноđат, нормално. Не само што им правеле финти, они така и си ги доживljавале. Кажи ми за стеблото кога го правел Ико. Стеблото бубо од една страна, Роска од една страна, родителите нивни горе
И Пенчо на чело. Вика, немам Татко му на Стево и оно. Да, вика тој, вика кој ово, вика Фамилијарното немам Стево. друг беба, вика. Значи, у школа После некој други. му вика нацртай Стево и потом Да. Пенчо го става горе. Прв над него. Има една анекдота до ден денеска не можеме да откриеме. Да, не ти е разрешен. Не може и не инсистираме да ти кажам, меѓу тоа ние си ја знаеме. Шо е? До ден денеска не сум сигурен дали една вечер Ико на Чичко Пенчо му ставил мастика наместо вода у чашата. А како е дојдено? Па Чичко Пенчо остана да ги чува, ние бевме некаде излезени. Така, он е бебиситер Да, вечерта. и веројатно побарал вода да му дадат, овој му ставил мастика. А мој не се побунил. Чичко Не се Пенчо побунил, веројатно не се побунил. не се побунил, затоа што знае он дека кај мене стално има квалитетна мастика, квалитетна ракија. А има заради тоа што јас не пијам, иначе не заради друго. И кога си дојдовме, чукаме, звониме, не можеме да го разбудиме Чичко Пенчо, заспал на Нема кој да отвори. Фотелја. Да, на фотеја. Стево го викам, Стево, ај тебе ќе го препознае гласот, викам. Пробај ти. Да. Он даваше овако реакции кога ќе чукнеме се, ама веројатно Чекај, вие го гледате од надвор? Од тераса, капаците отворени И го гледаме. гледаш, чукаш, не реагира. Не рега, пред телевизорот фотељата седнат и си задрма. И како влеговте, бе? Епа, упорни бевме. Упорни бевме. Го скршивме прозорот. Направи го појако. Го скршивме, па Стево тука се истече. Да. Викам, Стево, ајде да не одиме, јачите слушам. И од други меѓу друго работи, Стево исто бил и првоборец у К-15, тоест со други зборови меѓу први актери. Така Стево? Па така е. Да. Ние уште у радио Канал 2000 заедно работевме. Добро, После вие тоа сте у Радио колеги. Нова, после таму 94-та, која беше трета. Абе, ние сме си судбина, не случајно И викам. после таму 96-та, пета, која беше К-15. И треба некој да глуми. Па и за Башка глумење, од тројцава. помагање, за тука комши, знаеш. Логистика. Логистика, први сме биле тоа. Ти Стево, текнува некој скетч што си Од секогаш бил логистика. Па, имаше Добро, доста. тоа беше историка. Доста. А, некој Само не ме бивало за глум, еј. Што ти дава? Како не го бивало, бе, од трети пат си ја кажа репликата, не го бивало. Слушај, Не беше, нечеше он да глуми. први Малку го фајкар плачав. ми дава на глума, бе. Е па се и ти за малце платен, што сакаш, како така? Слушај, Васе ми го зема за најето, после Васе полицај стана. А ти Да. беше Поише му првиот беше- жандар. Да. Тео беше Али добро го издигна Васе на баш на првиот друго ниво. жандар. И у цивилка и у униформа. Беше Стео, беше орган која мажевме невестата у тој скеч, у матич. Дали знаете што ќе направам од овие трепки? Не, бе, луѓе, не може човек да работи од вас. Еве, зелен чај помага при сите болести. Не може човек да работи од вас. А кај почнавте оно прв пат колеги, у која фирма? Во Канал 2000. Македонско Тоа е радио, Македонско канал радио. 2000, да. Македонско радио. Македонски, втора програма. Што работевте? Ти си беше новинар? Што Ја што си бев беше? новинар и водител на Радио Урнемес и водител на нормална Програма. на програма. Да. А ја бев Контактна редакција, Стео беше организатор организатор. и после тоа и маркетинг почна. Што беше организатор у радио? Што требаше да прави? Зависи, имаше организатор? две врсти. Една имаше на буквално на вести, Аха. као реализатор, не знам Ти како оди да кажам. таму, снимаш тоа, ти ова. Взимаш прилози, исто како До сега. крај вести. касетата, Слушај. бла бла бла. Од дописници јавување, Продуцент на програма, бе. да. Тогаш тие беа споени. Посебна продуцентска, овако не постоеше. Продуцент постоеше еден со титула. Да. Као сега што има у едно одделение у школа кога ќе отидеш порано, Аха. имаше на пример едно дете у 6 одделенија што е татко му директор на некоја фирма. Сега има од 30 деца 26 татко директори. татко Што се директори? директори. Дури има и мајки фирми. директори. Да. Има случаи мајката е управител, таткото е директор, а постариот брат е шеф на маркетинг. Се почест и Да, почест. да, се поче. Е, добро, ти текнуе сте во пример, викаш прво организатор, после маркетинг. Значи Да, ти да. ги бркаше тие работи по фирми што вика було. Види, тогаш у тоа радио немаше у Нома
строго мислам, ние бевме после двајца, тројца. Значи сите пари ние ги бркавме. Значи сами си ги бркавте работите. Апсолутно, апсолутно. И Со у спотови. тоа време знаеве луѓе, па и вие знаевте онака класичен маркетинг или учевте пример од кај да научиш некој да те научи како се прави реклама, како да продадеш реклама. Види, имаше таленти за праење реклама, имаше дечки што разбира. Еден од нив. Не, добро, Бубо беше за гласова и идеја, беше Копирајтер. да. А имаше и техничари добри, зашто сега со компјутерите за 5 минути се прави. Тоа се правеше под 15 дена. Објасни да знаат примери помлади што треба да се сними една реклама од 30 секунди. А најтешко било да го кандисаш некого, ај, ја сега реклама, ја и така сум топ, ти мене сега, ама тоа е најтешко, другото е се лесно. Најтешко беше за мене, врвен мајстор за монтажа беше Еми Нунџел, покојни, Бог го прости. Хихирико. Да. Највештиот монтажер за монтирање, дали реклами, дали прилози, бидејќи принципот е исти. Ние многу монтиравме прилози у Радио Урнебес. Он беше навистина изузетен и многу вешт у таа работа. Меѓутоа не се сакаше таа работа, сакаше глумец да биде. И стана глумец. Беше нели во Хихирико, познат лик Селим Селими. Ја кога дојдов, така се учи за не, така се учише барем тогаш. Сега на интернет се има, тогаш немаше. Туторијали има Да, и да имаше интернет достапен, немаше се на интернет. Немаше точно. Да. Празен беше. Ништо празен, ќе отвориш, оваквото џабе си купил компјутер. И на прва монтажа одам и Унџел монтира, правевме слаломи со познати ерфрени од песни, такви работи. Се една лента на една глава, друга лента на друга глава. Лентата, него он кога ги тогаш немаше на миксетата дигитална, па тука исечи го на компјутерот, види, лепење. земјотресот кај има амплитуда. Него физички лентава. Него шкрап, не вака, него тука, вака, так, има едно дугме, па ставаш од белата трака, со бел селотейп, па да ги наместиш и ја пушташ. И сега ми вика, слушај, ја ќе сечам, а ти чувај ги парчињата. Аха. И ја ги редам тука стави едно парче, второ парче, трето, и цело време вика, слушај ли, памти овие ако треба после да ги враќаме кој каде е. Аха, и ти нареден. И ја ред, до 10 памта, ми сега почна втор ред, трет ред. Супер. Нема да ми веруваш, 2,5 сата стоев овака, жива вода испотен. Он само ми вика, пази да не ги испомешаш, само те молам, оти 3 дена не расправаат после. И на крај ми вика, ај дебел се иди фрли ги. После 2,5 сата. Ама така се случи за нас. Зале. А после јас па на техничарите на програма, знаете ево што им правев. Сабајле почуеме рано, у 5 сат почуеше Радио Урнебес. И теравме до 9, трински оддел и после попладно од 3,5 до вечер до 8. И сабајле сите се сонливи, знаеш како, и влегуваш, претежно помлади кога ќе дојдат техничари, тоа го практикував и тука и у Нома го практикував после. И има една финта, ќе кажам сега и ќе им се извинам на сите што сум им ја направил. Стева знае. Почетници. Што били? Претежно почетници Само со техничари кои ќе дојдат на реализација на програма или на микспулт, на микстер седнат и доаѓам. Јас и обично брзаме на Сабајле, рано почуваат емисиите у 5 сат, сите трчаат, брзат, они местат ленти, тие питите волкавите, на местото се Абре Македонче поминало, шпицата на Радио Урнебес поминува, го кревувам потенциометрот и ја почувам на празно му зборам. Без да пушам газ. И он паника. Имаш реакција кај сите е иста. Значи, имаш оваа реакција у миксета, кај тебе и пак ги овако прави. И шири раце. И шири раце. Јас му викам таму. Ај. Демек што е? Да. Многу сивиње потенциометрот и на интерфонија вика нешто не те слушам, ти го нема. Ај му викам пробај уште еднаш. Крева. Пак пушта како се пали црвеното светло, јас пак почнав. И одме имаш главна режија. Ало, главна режија, проблем има нешто со миксетата, нека дојде некој. И они знаат одмаше. И од тука трчат од главна Не режија. вика дали си нов први го прежива. Да. Ти од новите си? Да, добре. Уживај. И у Радио Урнебес, таму и почнаа скечеви да се прават едно друго и дури еден од најпознативе твои со кичмата, ќе му ја скршат кичмата, влече инспирација од време на Радио Урнебес. Од тоа е од време на Нома. На Радио Нома беше. Во Радио во Нома, али А у Нома, добро.
концептот на Радио Нова фактички беше правен по терк на Радио Урнемес. Значи да биде тоа забавна програма, у која ќе се третираат и сериозни теми, многу сериозни теми, али сето тоа да биде Политика. малку полабаво и по-духовито, да биде интересно за слушање. И имавме рубрика Цртан филм, мислам се викаше. Жолта подморница. Жолта подморница, покојниот Драголи Петровски цале беше махер, затоа он ќе изнајдеше некого да сними некој талент таков. Имаше најдено некој тип на бит пазар, што му раскажуваше филмови. И имаше изнаснимане и така и дојде идејата. Вие го пуштате со диктофонот, оди Иде он, не го пуштаме него, сам иде. Сам си иде. Не треба него да му кажеш. Он ни беше највозрасен и најискусен у екипата таму. и иде ваму на Од бит пазар. новинарите. Тоа беше страшна екипа. Многу Љупчо јак. Димитровски, Драган Костич, Јасна Франговска, Љупчо Јолевски. Дуле, се професоркава Маја Стевановиќ која гледам на телевизија и кога ќе кажам ова ми е колешка заедно водевме Радио Урнемес, никој не ми веруе. Супер екипа бев. Сега нека ми прости некој ако не го спомнав. Да, Јасмина Мировски. Драго ми беше еден од луѓето кој што знаеше да дојде на работа и да донесе 20 прилози спремни за монтирање. Од ништо нешто. И му беше специјалност, имаше многу интересни луѓе. Ги наоѓа на улица, Ги така? наоѓа на улица или имаше нюх да ги осети кој има што да каже. Знаеше да. Јас многу сакам да правам такви финти на колегите на програма да ни правам финти. Значи не само на Да, и миксери. многу често работев, имав доста искуство уште од Радио Кавадарци и кога доаѓа помлади колешки, многу често у дует водевме, да речеме во вторник, водиме контактна програма заедно. И техничарите, организаторите таму, сите беа луѓе онакви спремни за заебанција, да се направи штос добар. Да бе, никој не бил крут, не бил А таков. многу луѓе се јавуваат на програма. Имавме наградни игри, имавме квизови. Ама и слушана Да, беше. и многу беше слушана програма. И една се јавува техничарот од телефонот од пултот, покојни Лази Јожев се Бог го прости. И се јавува нам ни се јавува програма. мене, да. И јас го гледам што работи и си чутам. И оставам колешката да разговара со слушателот и дава сигнал, ти збори Да. со него. Добар ден, многу ми се свиѓа вашата програма, нели сите обично така почнуваат. Поздрав за емисијата. Поздрав за емисијата. Со тоа што ние не викавме како сега водители што викаат ај скокнете го тој дел, Така. пошто немаме време, имавме време ние за се. И почне збори за темата, вика многу ми свиѓа вашата емисија, сакам да се уклучам на нешто тема, а најмногу ми се свиѓа вашиот џемпер, ваква розова боја не сум видел до сега и девојче овака прави и гледа у мене. Ја викам појма неам. Што се дешава? Ора збори, разговара со него и цело време у џемперот пак се гледа. Да. Малку у џемперот го завршија разговорот, тек после сватив дека се Што јавува. што се? Да, се јавува од таму. Или имавме Слушај, со Цале беше многу јако у Кермес, у парк. Кој 120 кила има, у Кермес гратис 10 имаше таму нешто пивци. Значи И чека, тоа кој- вие го смислувате Да, како- на како радио за- и се за кажува, спонзоров. у 10 сат, нема спонзор, 10 сат, тоа и тоа ќе се кафаната. одржи. И сега сите дебели луѓе шибаат на кај парк. Тогаш немаше толку дебели над 120 кила. Потанки беа тоа И сега луѓе. што ќе дојде, И се качува на вага 120 кила, ајде у Кермес слагај на јадење. Ти 115, извини, вози. И доаѓа еден тип 118, викам, жал ми е, викам, друг пат. Важи и нема 10 минути не проаѓат и доаѓа истиот тип. Викам, дечко беше, јас сакам уште една шајка, се качува 121, што направи? Бе, викам, фонтана за наклука вода. Иди, вика, дупла порција, вика, да лапаш кебапчика, вика. не го завршив муабетот за Цале. И снима и го слушам, го снимил човек кој што ги раскажува на филмовите. Бит пазар. На Бит пазар. И Типов го раскаже овој филмот со Жан-Клод Ван Дан кога го осветува брат Жан. Не ми се верува, го слушам и викаш, ова е брилијантно. паѓаме од смење. И помина многу време после тоа,
идеме на ден на снимање и се договараме на Машински факултет кај Зеленилото, тука Так. на таа Ти со тренерките? ширината, да, со ние тренерите по нарачка ширината. Жолти. Не, Лилјако Лила. Па таков материјал имаше, што добре. И се наложиме тука, лепи режисерот, веќе ручал, Бранто ручал и јас ручал, замисли. Екипа друга јаде, ајмо вика Вие немате што да правите. на нешто, овие нема ни појма дека беше снимен тој скеч. Му викам, давај Ти кај се микрофонот. потсети на тоа веќе? Ми текна у моментот, викам, давај го микрофонот, Идеја. уклучува Бранд камерава, седиме тука и го снимаме скечот. И ние, викам, пукнавме до парче еден монолог, никој не знае што е. Одиме вечерта на монтажа у Ајден и седиме на монтажата и одам ја малку да се опрегнам, имаше една позади вратата една убав фотелја у деск. И седнам таму, одедна слушам, уаа, се смеат, ха, и стигав, шо е работава, одам да видам, они го гледаат овој скечот. Ја, најболји филм што се го гледал, но и на брат Гома скечот. Така да, Ете од кај го. Антологиски. да, Да, бе, па тој излезе, ако не е у топ 5, у топ 10 е сигурно баш. да. Не, тоа со кебапчијата, тоа на Сале беше филм, затоа го спомнав, ми текна Да. на тоа. Сале Он стално- имаше милион Знаеш, работи. Он беше добра школа. Беше вредена и он имаше работено како асистент кај Џоко Ѓорѓиев во Три гонга. Имаше многу искуство со живи емисии и многу беше организиран и многу вреден. Дури се сеќам за една емисија што беше спорна криза на социјализмот, а направивме у Радио Урнемес тогаш кога тешко се збореше за тие работи, кога беше малку шкаклива. Не смеело баш. Не смееше баш, кога го утепаче у Шеско, брзо време после тоа, правиме, замисли, тема у Радио Урнемес, Криза на социјализмот среде И одеднаш снимени тука од Милован Джилас до Слободан Милошевиќ. Се што беше Се што поранешно актуелно и сите македонски дисиденти до тогашни ги имавме у И како емисија ви снимени. пројде тоа, бе? Меѓу другото ги имавме снимено и Крсти Црвенковски, Добро. за кој што имаше забрана Да го пушташ. да повиси некој МТВ на него. А ние инсистиравме, Со изјава. инсистиравме да дојди да го снимаме и тоа у МТВ. И се сеќам и вика, абе момче, вие знаете ли, вика, кого викате само? Викам, знаеме, абе ти знаеш дека има за мене, од филмови ме вадат, ме сечат за да ме нема, не па таму да ме види некој. Пардон. Не, викам, ние имаме најдобри услови таму, сакаме таму да ве снимиме. Го снимивме, за време додека го снимавме, одnosno додека се качуевме до горе, звони телефонот у канцеларија, се јавувам и тогашниот директор вика, снимете го човекот, послужете го со кафе и како знаете, извадете го од тука, отидовме од рака сите. Големата. И толку. И затоа ние го снимивме се, завршивме работа, си отидовме Кафе не му дадовме. и сега најинтересната работа. Му дадовме на човекот кафе, се одлично си поминавме со него. Најинтересната работа. Утре дента одиме на работа, гледаме бирото обиено. И гледаме Питите ги нема. една лента фали. И на Цале викам, Цале ја украле, некој ја украл или некој ја земал, викам. Лентава од... Абе, вика, јас не сум од вчера тука, што се секираш? Он земал една лента мало од тие ухарските, напишал на неа интервју со Крсти Црвенковски и оставил у биро. Не. И овие што дошли да ја земат, ја земале, а ние оригиналната лента кај него и утре директно на програма, у 3,5 сат после вести ја пуштим. После тоа се јавува уредникот. Вие нормални ли сте, знаете ли што ќе биде? И беше малку густо. Тоа беше било интересно, сега е. Да. Слушай, Шопари сега у деновиве нешто концерт имаше пред 2-3 дена. Концерт ли е, настап ли е, како да го кажеме? Деноиве, А? деноиве и години, бе, живеам на Стара Слава. Така? Да. Кога ќе те прашаат што правиш? Да. А тоа со концертот е, можам да се пофалам дека имам 2-3 групи во кои што свирам низ Македонија. Се имам моја група у Каварнес, токму така, The Brothers Band тука у Скопје. Имаме една друга, не ја кажувам таа. Тебе таа нова ли? Не е нова, стара, ама не ја кажувам таа. А не е јавна? Да. Не, таа само на плейбек свириме дома.
Не ги уклучуваме инструменти. Да, не уклучувам, да не се бунат комшиите, Много. а и да не викаат кај Стево у кафана има гласна музика. Пак има гушта. Пак има некоја Да не матурска. летаат глави. А Brothers Band? The Brothers Band е состав од пријатели што се најдовме после многу години, кои што на времето сите активно или полуактивно се бавеле со музика. И сега се собравме и почнавме онака да си вежбаме. И тоа почна да стане И интересно. ви тргна. Имавме 2-3 настапи така пред на мали прослави пред наши пријатели. А што свирите? Ние свириме претежно кавери од 70-тите. Цепелини и такви? Цепиме се. Цепите? Цепиме се, да. Цепите цепени? Цепиме се, да. Цепиме и White Snake, и Цепелини, и Deep Ти свириш Purple. гитара и пееш или само Јас пееш? свирам бас гитара, да, а Жико Мат или Жико Јукан, зависи кој како го знае. Или Жико? Има милион надимци, да. Жико Груевски е пеач, Ердован Асан или Ецо од Патент центар свири гитара. Ангел, сите го знаат у Скопје како Ангел Скем Point, он свири исто така гитара. Бубњар ни е Слободан Антов Цобе, кардиолог. Зашо не се викате бизнисмен, као мен, но живо? Да, клавиатури свири исто многу познатиот актер наш Таше Анаста Становски. Свиреше и Маријан Бојаджиев, ректорот од универзитетот. Кај ноѓата време за Васе пробив. пред, Васе Васе свиреше пред да отиде први во во Австралија, Австралија исто. беше исто Лид гитара. гитарист и тоа првиот гитариста што има настапено со раката у гипс. Браво! Да, и после ја фрливме гитарата. Многу бело имаше од гипсот. И не знам друг дали испуштив некој. Имав еден колега што на ноќна програма одеше и му опуштаат техничарите микрофонот вечерта у 10:15 и се враќаше техничарот се бајале у 15 до 5 да му го исклучи. Цела ноќ тераше. Беше као трета програма. Да. Тој многу енергија имал, бе. Дај и за нас малце енергија. Знаење. Дај ми energy drink, тоа. Hell energy drink. Ајде, пуштајте реклами, ние малце енергија ни треба. Може со картица? Супер. Стопанска таму. Опа. За две работи му завидувам. Добро. Што многу јадеше и ништо не му се познаваше и што ми имаше мене за комшија. Да. Сега ќе тестирам колку работи можеш да купиш на интернет за 30 секунди. Старт. Пица, кулен и нарачано. Книги, 1, 2, 3, сево кошничка, платено. Авионски билет. Опа, попуст. Име, жаре, багаж, куфер и пол, платено. Хотел, 4 дена, соба со поглед, нормално, опа, букирано. Карта за концерт, може, готово. Сметки, вода, струја, кајте, телефон, платено. Јакна, да, DVD обавезно, ранес, блендер, саат, таблет, патики, апарат, топка за пилатес, јес! Бе, топка за пилатес купив? Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see you in that bitch, shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete in. I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. I guess that can't get any 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 in. I heard you riding with the same tall talent. I'm your mason, saying you grinding but you ain't going.
кога две нешта прават нешто уште подобро. Шоко Стови Флипс. Две од оливо. Витаминка. The more memories you want to keep, the lighter you need to be. And you, how far would you go? Travel lighter to go further with Be Light by Samsonite. За да ја најдеме совршената чаша, направивме 8643 чаши со 75 комбинации на материјали и 44 различни димензии. Резултатот, совршената чаша е онаа со Јо Плюс, пробиотик јогуртот од Јока. Го зајакнува имунитетот и супер го регулира варењето на храната. Размислувај природно, храни се здраво. Прочитај повеќе. Вниманието кон оние кои ни се најблиски е една од нескапоцените човечки вредности. Вложувајќи се и посветувајќи се максимално на секој детал, дури и најситниот, затоа што во борбата со канцерот тие заслужуваат нашата целосна поддршка. Бидејќи нашите најблиски се оние кои го исполнуваат нашето секојдневие со скапоцени моменти. Моменти за кои вреди да се бориме. Аџи Бадем Систина, Центар за онкологија и радиотерапија. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Не можам без паса да доаѓам. Периодов некој кафани ми се собра, ми иски на стомаков. Не ми ја вари храната, дигестии никакви. Проблеми имам, што да ти кажам, на куп. Ти нели ме слушаш бе дебел еден? Па 100 пати сум ти кажал. Аеран од Јока бе Мешевски, ке си пиеш и нема да имаш никакви проблеми. Пулс убава за слабење, ке симнеш некој килце. Стео ке опрашам, тоа нема да им се верува можда на луѓето, дека Стео ти важи за човек што јадел повише од Бубо. Кога ќе седнете на аста овака? Седнеме. Пошто ја више кажаме, вие сте Сега можеме малте да не признаме, браќа. Тогаш у сите дисциплини, и бурек, и граф, и... Немало кај да те победи, а? Не, рипче, нема... Добро, кога им кажеш на луѓе у кафанчево, кога ќе дадат пример тоа, како не ги плашам тука. Лажеш, а? Не. Шо вика? Имаме сведоци. Никој не верува, сите мислат дека сме договорени. Што не знаат ние со Стево дека сме дека има и со години, да?
И нас денот ни почнуваше у бифе. Одевме на работа и У прво 28. застанувевме у 28. А бифето од 8 отвараш. Секој ден е На псуе. четврти прво застанувевме. Знаеш зашо застанувевме? Па кажи, остави му на Стева да каже. Не, само ово да го подсетам. Да ме Имаше подсети. многу убави тенки кубасици. И руска салата. И руска салата. А после 9 немаше више од тие. Ако не Аха, 9 ке се на иземе. почеток, И кој че ќе не дајде. Пиче, дојдеме бе, дај бе кафе, може ли бе еден ден вика кафе да пиеме? Викам, стајте вие на маса, седнете си, пите кафе. И ние буреци, муреци, јогурти си зиеме, си јадеме, овие пијат кафе и у 8 се качуваме да си истераме работно време. Немаш, вика, спас. Си бил габаритан или? Не, или уште малко? уште после. Уште после. Уште 10 на Уште кило. после. Уште после. Ама имав апетит. Фала му на Господ. Стево е... Ако И нешто беше сум му јако. завидел уживо, за две работи сум му завидел. Добро. Што многу јадеше и ништо не му се познаваше и што ми имаше мене за комшија. Да. Второ да би. Најдобриот. Да, што ми има мене за комшија, тука највише му завидел. Со бубо тавче гравче овака ставме цела порција, значи едно тавче за нас двајца, а другото тавче за останатите и као шах да играме овака двајца и цртаме линија и на крај крадење овако оно тука ја од вам. Делчево. Не останува. А ти не памтиш ли ти тука Малече пораснаш? беше, малече Не беше. бе, ја имам и у К15 скетч играно со Со Дачо, со дечињата, со политиката што беше. Живко, со Кристијан Бубе. Со Ние бевме- куклената серија или у друг свет? Како Не, беше? не, за политика што Абе, со збореа. политика беше, шо беше, како беше ти текно? Тоа мислам дека беше. не знам. Да бе, да, сите изнаседнати, И за политика зборат, за премиери, за за Кофи Анан, Кофи Анан, која го да. знае. И по тоа ќе те. Така да ете, гледаш. И исто беше јако, имавме фудбалски тим тука, игравме, нели, немаше Да, да. тогаш. Да, да, ливада. Парк Делфина. Делфина. Тогаш беше само парк. И игравме фудбал цело време, имавме фудбалски тим. И ти секоја година ни ги даваше опремавање даваше. Да, тачно се. Еднаш Samsung, друг пат. Samsung, Да, Боби, да. Боби Едно даш. друго, ама цело Маички. време топки, дресови, едно друго и ние бевме тим. Тоа е тука соработка со маркетинг. Со маркетинг. Добро, ете како било. Да. Нели, ништо без логистика. Ние значи сме спонзорирале спорт, колку таленти поминале на наша Е, нација. така е. Среќа што не знам никој фудбалер. Јас се сеќам кога ми го бара Пандев у Интер. Не го давам. Не знам дали сум ти кажал. Како не. Да. Пошто седи Бубо често А за тука. Майкл Џордан сум ти кажал? Не. Кога го натерав на местостан куќе да прави? А он вика, Не, не. вика пари ми фала, јас ќе ти дадам. Ја реков, ќе речеш кој натера баскет да Не, игра, бе, он му викаше, дадов. неќам. Да, 5000 еври си ги врати човек свака му час. Пошто Бубо е маскота тука. Тоа е Да. тоа. Така, он е Добро. у Дел, 109-ка голем дел. Така е. Маскота, Така е. Ја ги викам акционери се они. И членови на управен одбор, он, Мирче, Кажи ги за да не биде. доктор Цветко, Е, доктор тоа. Доневски, чекај да не се... Ице комшијата, Болерот, Зоки Мешко. Зоки Мешко, тие се тука. Што сакаше? Слушај, водовоđија кој на која камера сум? Ајде таму. Значи, ако ви треба водовоđија, Зоки Мешко. Ако ви треба молер, Ице или побарајте ме, мене јас ќе организирам се. Или слободно мартете се кај Стево. Стео маркетинг. Да. Стево маркетинг. Како изгледа ден за ден? Жаре, чекай си, шо ајде. кошта ова што се изрекламиравме, да си платам Кај- сега. кај Ѓоко Не и да ти фактура, наплатам. слушај, и ја имам еден маркетинг. Дај сега дури имаш срам, после да не скапам. Така е, Добро, така е. добро сте кај Ѓоко со кафе ќе поминеме. Нормално, да, така сите викаат. Да. Ѓоко. Бране Огњановски, од секогаш зборил со Бубо, не дај Боже да одиш по улица, пошто точка А до точка Б ќе ги одите 3 сата, некад 4, некад 5. За тоа не оди, за да не оди 4 сата, Е, си се вози со кола. Кажи како е тука 21 ден за век. ден кога е Бубо на тераса при Па нас? нема, весело е, со сите. Сега малце, нели, политики се фаќаат и тоа знаеме да се Епа, загризаме, кафана без политика, да се па како? залаеме, ама во принцип, така, фени луѓе доаѓаат, се дружиме. се случува онака да го бара тука у кафанава, тука ли? Не, тука беше, тука е како соберен центар. Еј, ова, однеси му го на овој, еве овој дај му пари, клучеви да не ги Магазинот остават по локален. чергиче, закачи ги тука и тука е соберен центар, буквално. Види, јас сум од кога се направи кафана, прво ми беше тука канцеларијата. Онда? Секој ден си дојдам со компјутер, пошто ова беше малку повлечено, ама тогаш уште работев, не живеев на Стара Слава.
И ќе си поработа малку тука, ќе се бајле кафенце оваму таму, ќе си доручкуваме, ќе си ручаме и ќе си вечераме многу денови. Така И ужинки меѓу најголемиот дел и викав на сите викав дојди кај мене У канцеларија. У канцеларија. И си остана тоа до ден денес. Мада морам да бидам искрен, имам во моментов имам 2 канцеларии. Добро. Се шириме, нели? Да бе, голема фирма. У Белбунар, летна канцеларија, летна канцеларија. Таму бев и газда известен период. Аха. Да, а сега... Не си више? Да. Значи, мене ако некој ме бара или тука у 109-ка, или у Белбунар. Трето, ако е дома спијам. Спијате. Ретко. Да. И ако сака да ме најде, ако во моментов не дигнам телефон, на Владо Наумовски другар ми нека му се јави, ние сме обично секој ден заедно и си знае кај си. Ако не сум со него, знае кај си. И како испадна кафанска работа? Добро, вие имавте и тутуноберачите кафич со К15 едно друго. Слушай, јас сум многу мераклија за... Да имаш или да бидеш у кафана? Да имаш или да немаш. Јас сум многу мераклија да имаш па да немаш, ама како може после пак да имаш. Пак да имаш. Седнаш да имаш. Да. Многу сум мераклија за кафана и прв пат учествував у бизнис со кафана, зборам со храна. Да, добро, со кујна. Кафичи и дискотеки сум дискотека, држал. И вие заедно сте држале да. клубче. Не, тоа е друга екипа од Влаја. А не бил Бубо тоа? Не, јас... Нема само 30 години Те Влаја. рипнале таму, те рипнале. Види, тоа било веројатно пред да се здружим. Да. Пред да направиме ураните 80-ти. сложена организација на дружен труд. Да. Ние се сега организација на наградените според трудот. И според трудот нам дневно ни следува само кафе, другото ако бакшиш. Толку е сработено. Да, толку е сработено. Стео, како е кафанскиот бизнис? Колку време Тоа случајно излезе, ама пете, не е лошо. 7 години ве се уште. Не си стар кафанџија некако. некако. Не сум стар, јас сум бил мераклија за во кафана. Значи од така, да бидеш гостин. Ама знаеш, така се случува работи. Да, како мало. И излезе дека морам се и од една и од друга страна да видам. И некој 2-3 совета на човек што сака да почне шо ќе му кажеш? Тој што сака да почне да се откаже на време, уште у старт пред да е капар. Тоа е најголем совет. Ти се за слагаш. моментот за кафана. Тео не кажува, ама јас никад не ми признал, ама ја мислам дека е така. Аха. Кога подпорасна Ивана и со Вале си прават, Керчка му си прават муабет, вика, слушај, ќе правиме второ или да правиме кафана. Бирај. Да. И ова кафанава као нус производ и Мискојчани куќата си ја правеа ствари. И овој Мискојч, тука е кафана. Вижак, што да правиме тука, ајде. И не отидоа на второ да видиш. Остана кафана. Кафаната. Лето кај ќе идете? Си испланирал или не? Ова лето? Секаде помалку. Така ќе правиш? Да. По 2-3 дена? 2-3 дена, 5-6, 17, 18, зависи колку имаме можност. Да. Колку старава слава ќе... Кај ќе не викнат? Ја, знаеш как те вика, да бе, знаеш, не сум многу зиден, јас летно време не одам многу, не шетам. И, ама ај дојде, добро, ај, кога да дојде? Ака толку... Чим толку више инсистираш? Ти сте кај идеш? Мене ми останува оваа година, ова лето ствари планина или село, пошто морето го потрошив уште у февруар бев на море, не се бањав, ладничко беше, ама си поминав топ. Така. Бев од Сафтата, Се изнадиша. Слушај, да го издам, стално се шета. Шета, а? Знае да си даде едини човек на кој ќе му завидувам, знае да си Значи, направи ова беше одлично. трета работа што му завидуваш. Не, стварно. Овој како трнал, Не ли сум управо, кажи. А добро, малку и ќе Мене отидеш. ноца ми треба да тупнам. Во одна пала. Абе, ноќта седиме, утре се бајле го нема. Кај сте во, абе, одеш еден за Дубровник, бајди, као до Куманово. Одеш еден за Дубровник, отидеш со него до Дубровник на 15 дена. Тоа до Куманово дека ќе се премислам 5 пати. Преку Тетово отишле, преку Драц, оттаму нагу. Да. Гревото било да се одбие. Ај, вие ако не знаете каде да одите оваа година, ова е правиот избор. Еден летовање е програмата која направивме заедно со туристичката агенција Савана. Само Атина и Барселона може да се пофалат со ова. Летове заедно со нас во градот со пребогата историја, врна песочна плажа и нон-стоп забава. Оди на 11.mk _летовање.
како што си е редот у емисијава, нели, да си даеме Good Nature чаеви, ти вака и така Стео. Инаку ова шолите Good Nature еден на еден не ги донесовме ние, него си ги има во кафаната кај Стео, да си знаете. Да, така да чај која пијат, си пијат луѓе во еден на еден шоли. Така, знаеш како? Пошто ти даваш поклони, дај ние, еве, од мармаладот остана ајварото, сирењето го изедовме. Ова е рачна изработка. Одлично. Иначе, наша. Ти нешто да даеш? Чеки, ја да ти дам нешто. Ајде. Слушај, ја пошто не носам овако, еве ти 50 денари, купи си нешто сам. Добро. И чекај, што да му дам на Малиев нешто? Слушај, глеј се, слушај. Глеј се, ја уштата витаминка, ај сега ти покачи влогот. Ај уште 10 денари. Уште 10 капукли. Ајде сите еве ти ги увешо. Тоа бе, бубо чиме ваква работата. И ево ти селотейп за кој ќе дојде пак у емисија да ми ја залепиш устата, пошто многу зборам. Ево ова ќе се најде. Џоле, држи. Ето Ѓоко. Ајде, кошулја една Даниел Кристенсен да бидеме убави. Ова е за тебе. Слушај, зашо две не ми дадовте да комплетираме една цела за мене? Не бе направена е, не се секире. Или голем броева, И овие ли да им ги дадеме? Да. Ајде и хотел Гогов да одиме бе. И викенд за да. За цел живот сакав у хотел Гогов да одам, виж ми се падна бе. Идеме ја и ти два пати или жили да ги нас. Ќе видиме. Можете и така да направите. направите. Ајде се јави да Може видиме би така да направи. А за жена се доплаќа? Трошак е. Ова е за двајца, не е за две. За две. Слушај, жената е као металик боја, се доплаќа, додатна опрема. Така е. А вас фала ви за ова и тоа е. Ете, кога имате вакви комши... На есен и ајварче. Пошто ви зедам. Абе, Жара, не се киреме, ние тука сме, не се кире, ти со нас пораснаме, наши дете си. Шо е право? Било што да ти треба, ќе јавиш ја и Стево тука сме се гледали. И гостин да ти откажува емисија и било што да е. Ќе се најдеме како денеска. Ние од екипата си лапнавме мармалад, ама греот е да ги оставиме и нив без ништо. Идете си на Facebook, facebook.com/1 на 1 и ќе видите таму има нешто и ќе си земете јангдерм има за вас. Што нема сега јангдерм на Бубо да му даваме. А ти си кажал ли како е настанато 1 на 1? Не. Не си кажал? Не. Не кажуј Пети. Многу едноставно бе. Ти го открием една тајна. Вика, еве тебе еден, чај, еве тебе еден. Така, 1 на 1. Да, вкупно 2. Мистеријата откриена. Друг пат ќе ви кажам па како е братска делба, у друга емисија. У друга емисија. Почнува со 1 на 1. Да. Чао од 109-ка и Бујрум кој си сака нека дојде. Има 50-50 шанси Бубо да го најдете. А ако не е тука у Белбунар. Така е. Ако не е тука или у Белбунар или звонете на една куќа потпре ќе дојде воза. Зошто ја сакам мојата Ford Fiesta? Па ми ги чита SMS пораките, додека одам на седница или пак на снимање. Fiesta, дај прочитај ми нека SMS порака. Ало, не се си. Спасе.